Благодарам, Марко. Долга најава, уште подолго прашање. Thank you very much. I'll speak a little bit in English at the beginning. Dear guests, dear comrades, thank you very much for being here in Skopje with us in these challenging times for the Social Democratic Union in North Macedonia, in being in front of the local elections, 8 in the row for this country, for which are especially important or are of essential importance to the Social Democratic Union, because this is for the first time the new leadership being put in a position to show that the party, our members, our affiliates, our supporters have increased the confidence in us after the failure in the last parliamentary elections. I hope that the results coming out from the local elections after the 2nd of November, after the second round, will show that we have been on the right path, that we have worked as we have done to maximize the results we have done. I'll continue in Macedonian. You have the translation, so thank you very much for coming, and it's very important to us. Малку го сменив планот за тоа како ќе зборувам, затоа што секогаш кога зборувате последен, тоа што го кажуваат претходните говорници има влијание на структурата, или нешто треба да отпадне, или добивате инспирација за нешто друго. Сакам да зборувам многу кратко на 3 клучни поенти. Едната е зошто се локалните избори 2025 година важни за Социјалдемократскиот сојуз и за Македонија. Второто е зошто е регионалното поврзување на социјалдемократските партии во регионот битно во еден контекст на таков каков што е, глобален во регионот и пошироко. И трето, зошто сметам дека социјалдемократијата во некаква модифициран настап, ај така ќе кажам, учејќи од лекциите, не само од нашите политички опоненти, би рекла многу повеќе учејќи од лекциите на независните на студентите во Србија, може и треба да направи за да може да ги даде одговорите на новото време. Сега кога зборуваме за важноста на изборите во Македонија, важноста на локалните избори за Социјалдемократскиот сојуз, сметавме дека е многу битно на овие локални избори, како ново раководство на партијата, како една нова визија која што во себе ги содржи постулатите на социјалдемократските вредности, такви какви што се, но сакавме да покажеме некаква свежина. Сметавме дека е многу битно да понудиме добра и програмска и кадровска понуда која што ќе направи разлика визави нашите политички опоненти. И тоа не на ниво на флоскула, него на ниво на суштина. И кога зборуваме за програмите, сметавме дека она што граѓаните во Македонија го чувствуваат, за кое што и председателот Филипче зборуваше на почетокот, а кое од што резултатот е една стравична апатија, незадоволство и чувство на несигурност во сопствените домови, на сопствените улици, институции во кои што граѓаните работат, сметавме дека е неопходно да понудиме решенија и политики кои што ќе вратат довербата на граѓаните во општинската администрација, ќе вратат довербата на граѓаните дека во јавните простори може да се чувствуваат безбедни, ќе вратат довербата дека сервисите кои што им ги нудат општините ги задоволуваат нивните потреби и ги решаваат нивните проблеми, но пред се и над се ги прават да се чувствуваат безбедно, и ќе да понудиме политики кои што ќе обезбедат чиста животна средина. Гледате, верувам, за жал успеавте да видите колку е нашиот главен град затрпан во ѓубре, колку се улиците балкани, колку инфраструктурата несоодветна и така натаму. Значи да понудиме општини кои што ќе обезбедат една чиста и здрава животна средина, и со тоа да ги направиме општините места каде што нашите млади генерации ќе сакаат да останат. Општината, знаете сите, на ниво на сервиси, на услуги, на политики што ги нуди, е и јадрото и орбитата за граѓаните.
сето она што го правиме наутрот кога ќе се разбудиме до вечер додека се легнеме, односно се на што сме изложени и како потреби, како услуги, сите се врзани со локалната власт. И локалната власт е таа која што е практично би требало да биде еден од најголемите манифестатори на тоа како се владее во една држава. Во нашата Северна Македонија, за жал, имајќи општини кои што во најголем дел се предводени од партиите на владеачката коалиција и општините и на локално ниво, покрај назадувањето на централно ниво во изминатите 4 години, за жал сведоци сме на една девастација на јавниот простор, на девастација на можностите за напредок на бизнис компаниите, на девастација на услугите кои што се нудат на граѓаните, на образовните услуги и така натаму. И во тој контекст сметам дека ова што го нудиме како политики и мерки што го изработивме во рамки на програмите во еден широк инклузивен процес во кој што беа вклучени нашите членови, пошироко граѓаните, нашите партнери од регионот и од Шведска имавме инпут, мислиме дека ќе биде една верна понуда. Тоа надополнето со кандидати кои што се докажани, честни и како да речам достоинствени во заедниците кои што ги представуваат, сметаме дека ќе обезбеди на максимизација на резултатот. И сега, добриот резултат на Социјалдемократскиот сојуз на овие локални избори ќе покаже покрај тоа дека како партија сме на правиот, на вистинскиот пат, но она што ми се чини е побитно, ќе покаже дека кај граѓаните почнува да се враќа довербата во тоа дека социјалдемократската опција е таа единствена која што може да се спротивстави на ВМРО-ДПМН, не затоа што е нас политички опонент, туку затоа што е опонент на се што е слободно, на се што е прогресивно, на се што нуди напредок и развој, на се што не значи изолација, туку значи поврзување, дека Социјалдемократскиот сојуз е оној кој што може да обезбеди основа и платформа што ќе значи и поврзување, зборувам на граѓаните внатре во државата и надвор, и можности за напредок и за развој. Поврзувањето на социјалдемократските партии од регионот сметам дека е исклучително важно, дека нашето поврзување поинтензивно, нашето споделување, нашето дружење, нашата присутност во јавност, ако сакате, мислам дека треба да биде многу поинтензивна. Зошто? Затоа што само така може да покажеме дека сме штитот кон она што во моментов е актуелната оска што се движи од Москва преку Будимпешта и Белград. Се извинувам, не мислам на имињата на главните градови, се разбираме, мислиме на авторитарните лидери таму, дека единствено јаки, поврзани, солидарни и силни социјалдемократски партии, сестрински партии од регионот можат да бидат контрапункт на авторитарните режими, нешто што во овој нов глобален контекст, она што се случува преку океанот, се поставува како дополнително важно и есенцијално за обстанокот на регионот. Без социјалдемократските идеи нема кохезија во рамки на нашите национални држави, нема кохезија во рамки на регионот и нема кохезија, невозможна е кохезија на овој регион со Европската Унија. Десницата во нашиот регион, за жал, не може и популистите не може да го понудат тоа. И затоа се надевам дека сите под мотото на оваа денешна конференција еден регион, една визија и една иднина, ќе смогнеме сили за да многу повеќе учиме едни од други и уште многу дополнително учиме од прогресивните сили кои што се случуваат надвор од воспоставување или поставеноста на политичките партии, а со кои што мора да најдеме заеднички јазици, начини на комуникација и издржување, затоа што само така ми се чини може да се спротивставиме на тоа што сите се плашиме, а тоа да нашата слобода, а со тоа и нашата безбедност се загрузи. Благодарам.